најдобрите одбојкари своевремено во светот. И сега очекуваме да продолжат надпреварите. Категорија до 70 килограми ова е финална борба. Сега резултатот од оваа борба ќе го очекува бугаринот Хусеин. Тројца беа во оваа категорија. Тој имаше една победа имаше еден пораз од Роберт Джеймс и една победа над Вербел, па сега од исходот на оваа борба ќе зависи кој ќе биде прв, втори, трет. Инаку се борат Роберт Джеймс од Велика Британија во црвен дрес и Павел Вербел од Белорусија. И тој е стандарден репрезентативен за Белорусија и учесник на меѓународните турнири и на Европско првенство. Првата минута од првата рунда минува без поени. Судијата го поменува Вербел да биде поактивен. Се уште никој не влегува, еве сега се обиде Роберт Джеймс да влезе во нозете на противникот, но белорусот се одбрани, немаше поени, половина од првиот период без поени. Чекаме да видиме кој ќе биде првиот што ќе поентира. И еве два поени за борачот во црвен дрес, тоа е Роберт Джеймс од Велика Британија. Меѓутоа, по се изгледа претходно беше прекината акцијата од судијата, па нема поени. Дојдоа на неутралната позиција. Сега белорусот напаѓаше. Судијата покажува дека имаше туркање, нема поени, немаше бегање од душекот и двајцата на почетната позиција. 0-0 и натаму тече третата минута од првата рунда. Сега ќе има поени. 4 поени за белорусот за ова убава акција, во која што британецот Спас бараше во бегање од душекот, но не успеа да побегне. Ја заврши акцијата Вербел и тој доби 4 поени. Уште еден поен, 5. И сега повторно 2 поени, 7. Ау, Фрајзер, дали ќе го изведе овој до крај или може би ќе биде тоа туш? Последни секунди од првата рунда и се извлекува Роберт Джеймс. Во меѓувреме тој изведе еден Ау Фрајзер, доби 2 поена и во овој момент завршува борбата 7-2 водство на белорусот Павел Вербел. Сите земји, сите држави што се формираа по распадот на поранешниот Советски сојуз имаа добри борачи и практично по тој распад на државата на многу квалитетни борачи од тие советски републики им се отвори патот да учествуваат на големите приредби. Порано место во репрезентацијата на поранешниот СССР имаше за еден. Сега
сите држави своји борачи, па конкуренцијата, сакам да кажам, на меѓународен план е многу поголема. И тука се главно тие најголеми фаворити, борачите на Русија, Азербејџан, оние од потоа Грузија, од поранешните советски републики, а исто така добро борење имаат романците, пољаците, унгарците, кубанците, американците, во последно време и кинезите, србите. Внимателен почеток, 30 на секунди од втората рунда. Ги испуштив и бугарите, и тие имаат врвни борачи. Нивни најголем аз беше Валентин Јорданов, кој му беше голем противник на нашиот Шабан Трстена, но Шабан на две големи приредби на Европското првенство во Шведска и на Олимпијадата во Сеул го победи. Инаку Јорданов беше 7-кратен светски првак. Шабан го најде лекот за него. Втора минута, втора рунда, 7-4 е сега резултатот за белорусот, кој е во темен дрес. Убава акција, 2 поена, сега контраакција за 1 поен. Акцијата ја почна Вербел, ја продолжи Роберт. Вербел доби 2 поена за Ауфрајзерот, а британецот 1 за тоа што дојде зад грбот на противникот. 10-5 е резултатот. Водство на белорусот. Тврда борба. Почнува да тече 6-та минута од борбата, третата од втората рунда. Обиди на британецот да освои 2 бода, не успеа, излегоа двајцата од дозволената зона за борба. Ако зафатот се изведе во оној црвен дел, тогаш се признава бодот, но ако излезат надвор од таа црвена површина, која е како ознака, тогаш нема бодови. Уште 30 на секунди, не мора да форсира овде белорусот. Има сигурно водство 10-5. Вербел имаше победа над Хусеин од Бугарија. Се наоѓа на прагот на втората победа, која ќе му го донесе и првото место во категоријата до 70 килограми. Не се впушта во борба, тактизира, ја одбегнува борбата. Не му дозволува на британецот да дојде да води борба одблизу. И еве последни секунди го напушти душекот, добива 1 поен, но тоа многу не му значи на британецот. Мечот завршува со победа на белорусот од 10-6.